Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе обработиме една од најважните пророчки глави во Новиот Завет. Станува збор за втората глава од второто послание до црквата во Солун. Во неа апостолот Павле пишува за идните времиња, односно за второто доаѓање на Господ Исус и кои се нештата кои треба да се случат пред да дојде до тоа. Ке почнеме со читање на глава 2, стих 1. А што се однесува до доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос и нашето собирање кај Него, ве молам, браќа. Уште на самиот почеток од оваа глава можеме да увидиме која е главната тема – доаѓањето на Господ Исус. Апостолот Павле во првото послание веќе пишуваше за тоа како еден ден Господ Исус ќе ги земе верниците кај себе, но тие нешта кои ги запиша водеа кон нови прашања од страна на верниците во Солун. Затоа во ова послание тој им дообјаснува што ќе се случи кога ќе дојде крајот. Стих 2. Да не се поколебате лесно во мислите своји и да ве обзема ужас, било поради некој дух, било поради некој збор или преку послание, не баре како од нас испратено, дека Божем веќе настапил Христовиот ден. Ова го спомнав и во една од претходните епизоди. Во некои цркви во тоа време кружеле одредени посланија, напишани од непознати автори кои се представуваа дека се Павле, Сила и Тимотеј. Целта за тие писма била да се заведат христијаните за да веруваат во лаги. Конкретно, ова писмо или овие писма за кои Павле пишува се однесувале на Христовиот ден. Ке ви го кажам моето лично убедување и верување по однос на овие нешта. Кога Павле пишува за Христовиот ден во оваа глава, тоа не се однесува на моментот кога Господ Исус ќе ги земе верниците кај себе, туку на Господовиот ден, кога тој ќе го воспостави своето царство. За кратко ќе се вратиме на оваа тема, но засега сакам само да нагласам дека во првиот век црквата била под напад од лажни учења и учители. Некои од нив беа со еврејско, а други со нееврејско потекло. Лажните учители со еврејско потекло најчесто проповедаа спасение по заслуги. Тие поучуваа дека секој кој е христијанин треба да се обрезе, да го пази саботниот ден и слично. Таа нивна наука се противеше на Евангелието на апостолите, кои јасно зборуваа дека спасението не може да се заслужи на ниту еден начин, туку е Божји дар кој се добива преку вера. Но имаше и други лажни учења кои во тоа време кружеа по црквите. Едно од нив велеше дека Господ Исус не умрел и воскреснал во тело, туку тоа било само привид. Токму затоа во едно од неговите посланија, апостолот Јован Богослов вели дека секој кој вели дека Господ Исус не дошол во тело е измамник и антихрист. Според тоа што го прочитавме во последниот стих, дел од тие погрешни и лажни учења се однесувале и на враќањето на Господ Исус на оваа земја. Некои еретици во тоа време преку послание се представиле како Павле, Сила и Тимотеј. И во тоа послание напишале дека Христовиот ден веќе настапил, но таа идеја не била пласирана само преку послание, туку и преку разговори и поуки. На верниците во Солун им било чудно како може Христовиот ден да настапил, а тие да не се свесни за тоа. Сето ова влијаело доста обесхрабрувачки за црквата во Солун. Во своите глави верниците имале многу прашања, биле збунети по однос на многу нешта и затоа сакаа да добијат одговори. Што имаше апостолот Павле да каже на сето ова? Тој не ги критикува за нивните прашања, ниту пак тие прашања ги смета како знак на незрелост од нивна страна.
Свесен е дека сите овие теми се делумно непознати за црквата во Солун и се обидува да им ги објасни, но на пастирски и душегрижнички начин. Да продолжиме со читање. Стих 3. Никој да не ве измами на ниеден начин, зашто оној ден нема да настапи додека најнапред не дојде отпаѓање и не се открие човекот на гревот, синот на погибелта. Значи во суштина станува збор за некаква измама, која се ширела по црквите со зборови, а и со писма. Всушност, не можеме да бидеме сигурни дали овие писма стигнале до сите верници во црквите, или пак само некои од верниците тврделе дека добиле лични писма од Павле, Сила и Тимотеј, и со тоа тврделе дека имаат пристап до некое ексклузивно откровение. Преку ова второ послание до црквата во Солун, Павле сака еднаш и за секогаш да расчисти дека никој од нив не кажал или напишал дека Христос се вратил по црквата. Ниту Христос се вратил, ниту големите страдања почнале, ниту Господовиот ден и воспоставувањето на Божјото царство се случиле. Не само тоа, туку Павле им дава на верниците во Солун одредена хронологија на настани кои треба да се случат пред да настапи Христовиот ден. Забележете дека он не дава предлог кога тие настани ќе се случат, туку само што треба да се збидне пред да настапи тој ден. Значи, во Светото писмо ни е даден редослед на настани, но не и време кога тие настани ќе се случат. Затоа, какви било шпекулации или предпоставки во однос на тоа кога овие нешта ќе се случат, се непотребни и бесполезни. Павле вели дека прво треба да дојде до отпаѓање. За какво отпаѓање станува збор? Ова се однесува на отпаѓањето од верата, нешто што во христијанската теологија се нарекува отпадништво. Зборот, преведен како отпаѓање, е старогрчкиот збор апостасија, кој потекнува од зборот апостасис. Тоа значи да се биде оттргнат или одвоен од нешто. Апостолот Павле ни дава до знаење дека при крајните времиња ќе има сериозно и очигледно отпадништво од верата. Реалноста е дека отпадништвото од секогаш било присутно во црквата, ако ја погледнеме црквата како глобално тело. Во секоја генерација од последните 20 векови имало луѓе кои отпаѓале од верата. Но се чини дека ова за кое Павле пишува во стихот кој го прочитавме, ќе биде во многу поголеми размери. Мое лично убедување е дека Павле тука пишува што ќе се случи откако црквата ќе биде грабната да биде со Господ Исус. Така што, кога станува збор за отпадништвото за кое тој пишува, очигледно е дека тоа се однесува на оние кои ќе поверуваат откако црквата ќе биде грабната и потоа ќе отпаднат од верата. Покрај другото во стихот кој го прочитавме, Павле вели дека Христовиот ден нема да настапи се додека не дојде човекот на гревот, односно синот на погибелта. Ова се однесува на антихристот. Новиот завет јасно не учи дека еден ден ќе се појави антихристот, кој ќе успее многумина да заведе за да го слават и обожаваат. Тоа ќе биде лукав човек, кој ќе се представи себе си како еден вид на спасител на светот, некој кој навидум ќе понуди решенија за главните проблеми и предизвици во светот. Ќе му биде дадено одредено знаење и способности, поради кои многумина ќе поверуваат во него и безусловно ќе го следат. Во книгата Откровение, која ќе ја проучуваме во иднина, за него ни се дадени повеќе информации. Тука во стихот кој го прочитавме, Павле го нарекува човек на гревот и син на погибелта. Врз основа на тоа можеме да знаеме дека тој ќе биде човек кој не само што ќе живее во грев, туку и ќе ги води другите во грев, но водејќи ги во грев и самиот, а и оние кои го следат, ќе завршат во погибел. Кога ќе се открие човекот на гревот, односно синот на погибелта,
Тоа е моментот кога ќе започне оној период на големи страдања. Патем, апостолот Јован Богослов, кој е автор на книгата Откровение, е единствениот кој го користи зборот Антихрист. Според некои извори, за тој човек во писмото се користат околу 30 имиња. Но, значењето на зборот Антихрист е навистина интересно. Тој збор се добива од два старогрчки зборови. Анти, што значи против или наместо, и Христос, што значи помазаник, односно Месија. Иако Антихристот ќе биде личност која ќе се противи на верата во Господ Исус, сепак тој не само што ќе се противи на тоа, туку ќе сака да се представи како Месија на светот наместо Господ Исус. Мое лично верување е дека тој ќе биде политички водач, кој ќе го обедини светот и ќе успее да ги заведе срцата на луѓето и да ги сврти против Господ. Продолжуваме со читање. Во следниот стих, апостолот Павле ни открива уште неколку важни особини по кои ќе може да се препознае доаѓањето на Антихристот. Стих 4. Кој се противи и се превознесува над се што се нарекува Бог или светост, за да седне како Бог во Божиот храм, представувајќи се самиот себе како Бог. Една од особините на тој човек е што ќе се обиде да се постави себе си на местото на Бог, односно ќе се представи како божество. За ова повеќе ќе размислуваме кога ќе дојдеме до глава 13 од книгата Откровение. Но, верувам сега сфаќате зошто претходно реков дека Антихристот не само што ќе се противи на верата во Господ Исус, туку ќе се обиде да се представи себе си како Месија, односно Спасителот кој му е потребен на светот. Не само што ќе сака да се представи како таков, туку многумина и ќе веруваат дека тој е вистинскиот Месија. Во ова послание, а и во книгата Откровение, се вели дека ќе му бидат дадени и способности да прави одредени знаци и чуда, се со цел да заведе што повеќе луѓе. Ќе продолжиме со читање. Стих 5. Не помните ли дека уште кога бев кај вас, ви зборував за тоа? Според овој стих можеме со сигурност да знаеме дека кога Павле, Сила и Тимотеј беа во Солун, тие ги поучуваа овие нешта. Значи, ова не е прв пат верниците во Солун да се сретнат со овие тематики, па дури и со овие одговори. Но, се чини дека во меѓувреме, кога се соочиле со лажните и погрешни учења за крајните времиња, тие биле збунети и на некој начин не биле сигурни што е вистина, а што лага. Интересно ми е тоа што, иако Павле и претходно ги поучувал овие верници за истите овие теми, сепак не му беше проблем да ги повтори тие нешта. Затоа велам дека имаше пастирски и душегрижнички пристап кон нив. Не ги караше верниците затоа што заборавиле или се сомневаат, туку им ја повтори Божјата вистина, се со цел да ги зацврсти и закрепне во верата. Тој можел само да им пише: што се однесува до Господовиот ден, сетете се што ви кажав кога бев кај вас, тоа е вистината. Но не го стори тоа, туку трпеливо повторно ги водеше низ тие вистини. Стих 6. Сега знаете што го задржа него да се открие во свое време. Што го задржува злото во светот? Единствениот одговор на кој јас можам да се сетам е Светиот Дух. Бог е оној кој го задржува злото. Политичарите и владите сакаат да веруваат дека тие се стражарите кои не дозволуваат во светот да има уште повеќе зло, но Бог е единствениот кој може да го стори тоа. Стих 7. Тајната на беззаконието веќе действува, само тоа нема да биде извршено додека не се оттргне оној што ја задржува сега. Со други зборови, ова значи дека злото веќе действува, но неговиот капацитет е многу поголем.
што се однесува до сатаната, тој би сакал да предизвикува и прави уште поголем хаос во овој свет, но Бог го задржува. На некој начин можеме да кажеме дека Бог му стои на патот на сатаната и не му дозволува да го направи сето зло за кое е способен. Но ќе дојде момент кога Бог ќе се тргне од неговиот пат и тоа ќе биде времето на големите страдања. Стих 8. Тогаш ќе се открие и беззаконикот, кога што Господ Исус ќе го убие со здивот на устата своја и преку појавата на своето доаѓање ќе го истреби. Беззаконик. Еве уште едно име кое се користи за антихристот. Тоа ќе биде човек кој никој друг човек нема да може да го спречи. Но, кога Господ Исус ќе дојде да му суди на светот, Павле вели дека ќе го убие со здивот на устата своја и преку појавата на своето доаѓање ќе го истреби. Интересно е тоа што Павле, а и Јован не велат дека кога Господ Исус ќе се соочи со антихристот, дека тие двајца ќе се борат, па Господ Исус едвај ќе го победи. Не, туку јасно е кажано дека кога ќе дојде до соочување помеѓу нив двајца, сигурниот победник ќе биде Господ Исус. Стих 9. Доаѓањето на тој беззаконик ќе биде под дејство на сатаната со секаква сила и знаци и лажни чудеса. Преку овој стих јасно дознаваме дека причината поради која антихристот ќе биде влијателна личност е тоа што преку него ќе дејствува сатаната. Знаете, низ вековите христијаните за неколку луѓе помислиле дека се антихристот. Таков пример имаме од Втората светска војна, кога некои христијани веруваа дека Хитлер е антихристот, но очигледно е дека не беше. Кој и да биде тој човек, јасно е дека ќе станува за многу арогантна личност, бидејќи ќе се представи себе си како Бог. Но сатаната ќе му даде посебни способности за да може да прави знаци и чудеса. Предпоставувам дека токму поради знаците и чудесата многумина ќе поверуваат дека тој навистина е Бог и ќе го следат. Интересно е тоа што гледаме како пред крајот на светот сатаната ќе се обиде да го копира Божиот план за спасение. Како што небесниот татко го прати својот син на земјата да ги спаси грешниците и при тоа тој правеше знаци и чудеса, така и сатаната ќе го испрати антихристот за да заведе што поголем број на луѓе, а при тоа ќе прави и знаци и чудеса. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.